И од ситуациите, односно случувањата во регионот, се селиме на работата на локалните власти. Како што најавив, токму работата на градоначалникот на општина Струга, Рамис Мерко, и бројните поплаки кои што изминатиот период Стружани ги имаат кон целокупното функционирање на општината, е поводот зошто е мојата колешка Искра Опечевска тука со нас во студиото да продискутираме. Искра, со сите овие случувања на државен план, некако можеби во периодов ја подзаборавивме работата на локалната самоуправа. Ти вчера беше во Струга, имаше можност да направиш и анкета со стружани, меѓутоа главното што не иницираше нас како медиум да се заинтересираме за Мерко и општина, функционирањето на општина Струга беше што примарно? Пред се поплаките што ги добивме ние лично во нашата телевизија беа причина да се запрашаме што се случува и зошто толку поплаки. И се разбира, локалната самоуправа во Струга не е ништо поразлична од другите општини со своите проблеми и со своите карактеристики како општина се разбира, но генерално проблемите се горе-долу исти. Ја искористивме приликата, бевме во тој регион, бевме во Охрид, по друг повод, по повод празник, меѓутоа скокнавме до Струга да видиме што тоа ги мачи стружани. Од првиот впечаток што успеав да го добијам, навидум ги мачи многу, бидејќи зад камерата ни изнакажа се што, но кога ја запаливме камерата беше малку поинаку, но сепак, ајде да не си зборуваме ние напамет, да погледнеме анкетата која е подготвена чинам, па ќе се вратиме во студиото и секако да најавиме за гледачите дека веднаш по емитувањето на анкетата ќе го имаме господинот Рамис Мерко телефонски, бидејќи требаше да биде денеска во Скопје, меѓутоа од оправдани причини навистина не можеше да дојде, затоа ја прифати поканата телефонски да се чуеме со него. Да, се надеваме дека Мерко ќе одговори на оние прашања кои што ги имаме до него, но како што најави колешката Искра, во продолжение ја гледаме анкетата, да слушнеме што има да кажат стружани, па се враќаме во студиото. Што ви го прашале градоначалникот Мерко? Па повеќе би ги прашал стружани, зошто едноставно престанавме да поставуваме прашања зошто снегот не е исчистен или зошто не е накитено некаде, зошто едноставно треба да прашуваме за најобични работи кои по ниво на должност треба да ги работи еден градоначалник. Имате ли комуникација со локалната самоуправа? Па јас искрено да ви кажам, не живеам во Струга. Веројатно не сум меродавен за таков коментар, но стварно снегов не е исчистен никаде. Струга колку толку е сепак некое туристичко место, нема смисла. И мислам дека Струга заслужува да се врати малку во вниманието на цела јавност во Македонија и малку сите посвесно да пристапиме кон овие наши проблеми, секојдневни, обични, нормални. Имате ли некој проблем, ве мачи ли нешто во секојдневието? Не, што да не мачи. Например, не знам, имате ли некој проблем од областта на урбанизмот или можеби паркинзите или не знам, имате ли контакт со локалната самоуправа? Дали кога одите да прашате нешто добивате одговор на било какво прашање? Не сме имале потреба до сега. Покрај Дримот живееме овде и се ни е ред. Океј. Паркинзи, такви работи немате проблем? Не. Не патуваме со кола, мислам, од градот сме тука и... А во врска со урбанизмот, овој град би што изникна наеднаш многу големи... Мене не ми смета ништо. Баш убаво, се декорира градот. Што би го прашале, што има намера да прави со Струга? Во која смисла? Во секоја смисла. Може вака видовме многу неисчистени улици. Па имаше, сега се исчистија сами од себе. Не, се исчисти малце, ама имаше многу снег се заправо. Многу снег падна наеднаш, што не е изводливо да се исчисти одма, по неколку дена го исчистија, грото. А хигиената во градот? На ниво е, не, на задоволително ниво е, мислам. Има, ни се явуваат граѓани кои се жалат и на паркинзите во Струга, коли, кај ги паркирате колите? Ние немаме проблем. Се снаоѓаме, како и секаде, улички има тесни мали, не може куќите да се растурат на рачун на паркиралишта нови паркинзи. Секој гравитира према центар и се снаоѓа како без проблеми, мислам, некој застој нема во сообраќај никогаш. Вие лично некој проблем што би сакале да го прашате градоначалникот? Не знам, во моментот не ми текнува.
Каде живеете? Во кој дел од градот? Има ли таму некој проблем? Нема в центар. Е снего сега, нормалната елементарна непогода снего. Сега видите како што гледате чисто. Што би го прашале градоначалникот Мерко? Па што ќе го прашам? Све убое. Све добро е. Нема што го прашам. Иначе, зашто ако гласате дека е добар? Немате никаков проблем? Не, нема проблем. Да не беше добар, немаеше да гласа. А ова како ви оди? Плаќате ли за ова? Имате ли проблем со инспектори? Па сега да видиме од други денови. Сега за сега така е. Немате некој проблем, не ви прават? Па ни прават се, не остават, ама сега дека неделја, иначе не излагаме други пати. Неделја денеска и затоа. А имате ли работа? Слабо вака. Нешто за лепче да идете, колку да не е без ичи. Имате ли некој личен проблем што сакате да му го поставите на градоначалникот Мерко, што би сакал да ви се реши? Не, нема. Немаме, поради бил добар и пред теја, тој многу пати бил и чим го гласале сите за други, трети мандат таму и сигурно е добар. Немаме проблем. Ете, почитувани гледачи, слушнавте што Стружани вчера имаат да кажат или да не кажат, или да му порачат, или да го прашаат градоначалникот, но без друго, еве, ќе искористиме приликата, аз се надевам дека веќе градоначалникот Мерко е на телефонска линија, да му поставиме неколку прашања, односно најгорливите проблеми во општина Струга. Господине Мерко, аз се надевам дека се слушаме. Добар ден, добре дојдовте во Еден телевизија. Режија, дали го имаме господинот Мерко? Инаку, она што барем успеавме зад камерата да ги потсетам гледачите да го разбереме, прво најголем проблем во овие зимски времиња е снегот, односно неисчистените улици. Добивме податок. Да, режија, дали го имаме господинот Мерко? Ало, добар ден. Господине Мерко, дали се слушаме? Нешто слушаме, меѓутоа недоволно, веројатно, режија? Да, треба во секој момент да го имаме. Додека го добиеме, само да го кажам податокот. Добивме податок дека како последица на неисчистените улици, односно снегот што интензивно паѓаше во Струга, 90 стружани биле повредени, побарале интервенција во Струшката болница и веќе планираат да си го остварат своето право, односно да тужат врз основа за добивање на материјална или нематеријална штета во зависност од тоа. Да, тоа и од анкетата можеше да се слушне, дел од граѓаните реагира. Јас пак ќе прашам дали го имаме господинот Мерко на линија. Ворет, ке ни јават од режија кога ќе го имаме градор... Господин Мерко, господин Мерко, конечно се слушаме. Да. Добар ден, добре дојдовте во Еден телевизија. Се надевам, ја слушнавте анкетата што Стружани имаа да ве прашат и да ви порачат. И јас веднаш би почнала со снегот или најгорливиот проблем во овој период. Господине Мерко, зошто ви требаше толку долго време пред самото топење на снегот за Струга, барем главните улици да бидат исчистени? Добар ден, поздрав до сите гледачи и до сите анкетирани граѓани на Струга. Мислам дека јас се го речам спротивното. Јас сум највеселиот и најрадосниот човек на Струга, што во Струга падна толку снег. Значи имаше богата снежна покривка, која ќе не води барем цела година со снабдување на вода, што е уште поголем интерес на Стружани и на граѓаните на Струга. Господине Мерко, само да ве прашам, дали владата одобри средства за чистење на снегот Струшки и што се случи со тие пари? Дали ги искористивте за чистење на снегот? Не, ние објавуваме тендер самостално, имаме изберено 8 компании, затоа што Струга е распространета и во 51 населено место, рурално, и секаде треба да се делува. Е поделено на 8 региони и секоја компанија го одржува својот дел.
да ви кажам отворен дека сум многу позадоволен во руралните средини, каде што многу брзо и ефикасно се чистеше снегот, но проблем секогаш е Струга, бидејќи наредниот ден во Струга се можда 30% од српските средини. Така што непочитувањето на паркирање, непочитување на многу работи на возачите, не превземање акција, да кажувам, и на граѓаните, за чистење барем на своите дворови или патеки, непочитување на самите компании или бизниси кои и текако треба да го почитуваат законот за одржување на просторот пред нив, се тоа, например, донесе до мал застој, но велам мал застој, да не биде уредно изчистено во одредено време. Но пак велам, сите патишта беа слободни и можни, за да може сообраќајот да се движи без проблем во сите денови. Тврдам во сите денови. Сега, во зимски период не се дозволува да вози 100. Ке вози 10, ке вози 20. Нема да вози 100 километри. Зато викам, сите патишта беа преодни. Така. Господине Мерко, ги спомнавте и сам паркинзите, нешто и во анкетата чувме. Ве молам, кажете ми, зошто на паркинзите во Струга, прво, дали со одлука, има ли одлука на Совет да се плаќа паркинзи во Струга, и ако има, зошто не се издават фискални сметки? Добро, и тоа е нешто спекулација, дека не се издават фискални и дека не се користат како што треба. Са ние не треба да секогаш гласно да зборуваме против опозицијата, по опозицијата тоа му е и задача на опозицијата. Ние веќе од август месец имаме јавно предпријатие за стопанисување со паркинг просторите. Се работи на дооформување на таа општинска институција или компанија. Имаат за сега земено 4 апарати за фискални сметки и сега сме во завршница како да го уредиме тоа јавно општинско предпријатие. Мислам дека за сега можда не е најдобро искористувањето, односно менаџирањето со паркинг просторот, но се надеваме дека ќе биде добро, знаете, добро секој почеток е тежок. Така. Господине Мерко, додека веќе ви имаме на линија, се разбира, ќе го искористиме вашето телефонско присуство на нашата телевизија да ве прашам што стана и со дивите објекти. Се најавуваше ставање ред на објектите покрај езерото, се разбира, и заштита на оној крајбрежен брег, што всушност е и законска обврска на секоја локална самоуправа. Што се случува на тоа поле? За жал, се тоа што се зборува, да речам и во јавност, не треба да се прифати како здраво за готово. Вие знаете дека сме издале, односно Министерство за транспорт и врски 2010 има поделено 10 концесии, од кои некои со директна спогодба, а некои со јавно надавање. Со директна спогодба се тие хотелски капацитети што се во крајбрежјето, додека останатите се со јавно надавање. Ние ништо друго не правиме, само што сакаме да го зголемиме можноста за одржување и привлекување на гости во општина Струга. Тоа мислам дека е добра работа, можда за некого тоа не е добра, затоа што не може, секој сака да е дел од некоја концесија,
но не можат сите. Кајка има закон, се конкурира, се надава, подобриот сигурно ќе го земе. Ако ги оставиме сите тие места, сите тие плажи на милост и немилост и да нема концесионери, сигурно нема да има и гости. Односно, има гости кои ќе стават некој кебе покрај езеро, ќе јадат патриџани и сирење, ќе јадат бостани, ќе ги остават корупките така фрлени, а ние како локална самоуправа немаме туристичка понуда, односно не можеме да направиме буџет од тие концесионери. Господине Мерко, само ако слушајте, сметам дека ако мислиме дека треба да правиме погрешна политика, вие знаете дека пред летото Охрид, кој исто така има концесионери, има издадено можда 3 пати повеќе плажи него Струга. Значи, ни збор не се рече за Охрид летото при издавање на концесии. А се издава една концесија во Струга, цела држава почнува да се вознемирува. Не знам зашто тоа го правите. Така, господин Мерко. Ние како локална самоуправа ќе го почитуваме законот и ќе издадеме се што е можно за подобра туристичка понуда, а од друга страна за да може и да се исполнува буџетот на општина Струга. Јана, ја не знам дали имам уште време. Само кратко со оглед на тоа што нели вестите треба да се за кратко. Господин Мерко, пред крај сме на самиот разговор, само ве молам ако може да ни објасните и нами на Стружани се разбира пред се што се случува со водата, зошто Струга секогаш има проблем со водата, тогаш кога најмногу им треба на Стружани. Ево вака. Нашите извори се во Горна Белица, и таму сме земале секогаш вода, односно сме каптирале 4 места, има 4 каптажи, со издавање под концесија на тој цевовод, односно тие извори, до заграчани, до резерварите за вода, сме издале 2 мини хидроцентрали. За да има повеќе вода, е направена уште една каптажа, која не е уредена како што треба и влегува директно во цевовод и во поголеми дождови, не при снежни наноси, него дождови е заматува водата. Нема никаков проблем, тоа е при почеток на големите врнежи. Но во друго време нема проблем. Концесионерот, јас таа работа веќе го покрена во влада, и концесионерот прифати да е уредува и 5-тата каптажа, со тоа што немаме воопшто да имаме проблем со заматување на водата. Во ред. Господине Мерко, јас тука ќе ви се заблагодарам, толку е времето, се разбира, ќе имаме можност и друг пат да одговараме на прашања на Стружани. Јана, во секој случај, фала за одвоеното време. Апсолутно. Да, ви благодариме и вам, господине Мерко. Ја оставив колешката Искра да го води разговорот, бидејќи работеше на темава и е поупатена. Така што да, еве сумирано, граѓаните, односно Стружани се бунат, градоначалникот може би малку пооптимистичен. Со свој одговор. Да. Така што, да, ќе работиме Искра и на оваа тема, а сега, почитувани, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ. Со мене се гледате нешто пред 17 часот. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција.
Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите се во еуфорија и исчекување на 6-та сезона, Еден ТВ ексклузивно ја носи на својата програма Викинзи. Специјално издание на ексклузив. Гости во студио, талато Джипчиште и бизнисменот Наим од Албанија. Данет бре, кај си? Како можеш бе рецепција да оставиш сам Ула, оче да ни умре? Не знам јас. Што не знаеш? Сончаница, дојди помогни. Не го пропуштајте денешното издание на ексклузив во 18:15 часот на Еден ТВ. Во потрага по правда, оваа жена ќе влезе во борба со ѓаволот, за да го пронајде вистинскиот убиец, што одзеде десетици животи. Неговиот таргет се професионални и успешни жени, а една таква ќе тргне по него.